Господи Секуловска, спомнавте за државните непријатели и за тоа како сте третирани и денес како државен непријател и не знаете зошто. Зошто вашето семејство е третирано тогаш од службите, од режимот како семејство што е составено од државни непријатели. Што изгрешивте вие на тогаш младата демократска република? Без разлика дали се работи на целина на Федерацијата Југославија или на како ја беше социјалистичка или социјалистичка република Македонија. Ние ништо не им сгрешивме на никого. Ние бевме прво ограбени, второ моите беа интелектуалци, тоа беше чистење на интелектуалците. Потоа не остава на мир, значи тука го имам и ги имам досијата. Дедо ми постојано го носе на секој 6 месеци беше апсен и никош не знавме дали ќе се врати. Така што дедо ми, јас кој што кажав сум порасната со баба ми, дедо ми со сите тие стресови кои што ни ги правеа постојано ни доаѓа, го зема дедо ми, го враќа, го зема и го враќа и му вика пред мене нека ќе го убијат. Го вика бугараш, а етикетата бугараш да ви се залепи, тоа беше најстрашното нешто, бугараш и државен непријател. Че тоа беше најстрашното нешто. И јас мислев дека дедо ми не знам што има направено, што толку многу полицијата го апси. Го прашував што имаш направено, мислам, што е проблем, кажи ми. Денес не смееше, дедо ми не смееше да се спомене Б од Бугарија и дедо ми рече ке дознаеш кога ќе пораснеш. И навистина само мислам веднаш после завршувањето на факултетот и јас решив да се занимавам со таа проблематика. Не ми е јасно не ми е јасно таа двојбеност, нивната таа хипокризија, не ми е јасно. Реков, ајде да отвориме се, ајде да разговараме за се, отворено, нели? Ништо не направил, така да ништо не сме направиле лошо. Ништо лошо, само сте били бугараши. Да, дедо ми беше прогласен за бугараш. Видете, и на тие што се потпираат, на сите асномци кои што се потпираат, сите се судени како бугари. Тоа треба да се каже. Затоа што беа бугари тие. И Панко Брашнаров дори има многу интересно писмо което се пратили с Павел Шатиев до българското посолство в Белград да кажат какво се случва. Ама тоа веќе било многу късна работата. Тогава ништо не е можело да се измени. Те се жалят тогава как всичко българско се унищожава в Народната Федеративна република Македонија. Ама тоа веќе работата е била минала. Какво да направи Българија? Ништо не може. Тито е на власт.